Епа! Лекција по надворешна дипломатија. Путин го назначи кој друг ако не Стивен Сигал за специјален соработник во решавање на односите со САД и Русија. Шо планирате да правите со односи, бе? Кафич да отварате, па ви требаше човек за наврата некој шо само парој ќе пуштат. Руското министерство за надворешни работи наведува дека целта било да се подобрат малку односите помеѓу двете земји, да се воздигне културата и уметноста. Тоа е тоа. Јас исто така постапам, например, со комшине кои ќе требит малку да ги подобриме односиве. Знаеш, ќе се замериш ко со комшија. Се дешават меѓата, ова, она. Шом сакам да ги подобрам односите, одма јас 7 избацивачи земам до мене вака, звонам на звончево и кој ќе отвори врата комшијата, то одма се гледат дека односите се подобрени, кои подобрени, прекрасни. Само што ќе ги види тие батињава кај што не можеш да направиш разлика помеѓу глава и раменава, врат не постои. Само кој ќе ги видиш вака, одма една природна насмевка, настапува на сцената, одма комши како сте, кафе, нешто, извинете, ние може би малку подпретеравме. Не, се е окей, само да не се повтори. Одма, знаеш, односите некако сами функционираат. И кога ќе размислиш, така треба да се делува. Обратно од целта, значи ако сакаш да ги подобриш односите, избацивачи викни. Некој олкај вака, разбираш? Ако сакаш да извршиш принудна наплата, не со сила. Не, следи го патот на боречките вештини, обратно треба. Не со сила, со ум. А сакаш да наплатиш принудно, стриптизети бате викни. Или Ферус Мустафов да дојд со гарнетата. Охо! Сами вака пари има да лете. Стриптизети кои што знаат да ги зајакнат односите и би и мултилатерално никој не знае.